Почитувани, денеска реагираме на ароганцијата и негрижата на ДПМН за граѓаните и нивниот животен стандард. Без аргументи и без било какво чувство за проблемите со кои секојдневно се соочуваат граѓаните, соочени со големи поскапувања и раст на трошоците за живот, ДПМН и почитувани ги одби амандманите на СДСМ за покачување на платите. Одбиени се амандманите за повисока плата за работниците, одбиен е амандманот за покачување на платите на полицајците за 20%, на пожарникарите, на платите во образованието. Гледаме антисоцијални политики на Мицкоски и ДПМН, гледаме враќање на моделот во кој работниците ќе бидат само ефтина работна сила. Се што е предлог за покачување на плати, власта, почитувани, го одбива. СДСМ поднесе предлог закон за зголемување на минималната плата на 450 евра, но ВМРО ДПМН е почитувани и тоа го одби. Според податоците од Државниот завод за статистика, животниот стандард на граѓаните се влошува и сиромаштијата расте. 4-члено семејство има потреба од 62.021 денар месечно за основни трошоци. Синдикалната кошничка е зголемена за 722 денари само за еден месец. Сето ова се индикатори дека народот има се помалку пари во џебовите. Нашите работници, нашите наставници, пожарникари, нашите полицајци заслужуваат почит, заслужуваат достоинство и фер плати. Наместо поддршка за нив и нивните семејни буџети, владата на ВМРО ДПМН ги остава буквално на маргините. Додека ДПМН одбива амандмани за повисоки плати, во исто време, замислете, ги зголемува парите во буџетот за мебел и луксузни возила на функционерите. Власта граба пари за себе, средствата ги пренамени за луксузирање на функционерите и министрите. Народот нека страда. За нови возила ќе се потрошат, замислете, 7,5 милиони евра, за нов мебел 1,5 милиони евра, за договорни услуги дури 80 милиони евра. Апсурдно. Купување луксузни автомобили, мебел, изголемување на договорни услуги за функционерите, додека илјадници семејства се прешуваат како ќе го преживеат месецот. Ова, почитувани, е буџет за власта. Ова не е буџет за народот. Нема инвестиции, нема развој, нема поддршка за граѓаните. СДСМ, почитувани, ќе продолжи да се бори за достоинствен живот на сите граѓани. Ќе продолжиме да поднесуваме предлози и амандмани кои обезбедуваат повисоки плати, кои обезбедуваат подобри услови за работа и поддршка за најранливите категории. Нашите политики се јасни. Минимална плата од 450 евра сега. Повисоки плати за полицајците и пожарникарите и фокус на социјалната поддршка и развојот на економијата. ДПМН и Мицкоски арогантно ги игнорираат овие потреби на граѓаните денес, но народот нема да ги заборави нивните одлуки утре. Ви благодарам.